Вчера попладне се крена бел чат. Во Ватикан избран е нов папа. Веројатно еден од најзначајните светски фигури на 1 милиарда верници и 400. И 400.000, значи на скоро 1,5 милиарда верници поглаварот беше избран во Рим, се нарече Лав 14, односно на латински Лео 14. Само неколку часа откако кардиналот Роберт Превост вчера беше именуван за нов поглавар на католичката црква, Ватикан објави видео на кое се гледа како тој ги поздравува 133 кардинали што го избра. Преседан толку брзо да се објават снимки од конклавата. Ово утро заедно со мене поранешниот амбасадор во Ватикан Звонимир Јанкуловски. Јанкуловски, преседан повторно. Предходниот пат имавме за прв пат папа кој доаѓа од Јужна Америка, а сега имаме за прв пат папа кој доаѓа од Северна Америка, но го поминува животот во Јужна Америка. Да. Што знаете вие за Роберт Превост, кардиналот Роберт Превост, кој беше избран за папа? Не повеќе, не помалку од она што медиумите го пласираат како информација за него. Очигледно се работи за кардинал кој својот свештенички, би рекол, мандат го тера во Јужна Америка, кој очигледно дека е дел од она крило на католичката црква кое било понаклонето кон папата Францис, затоа што ќе видите напредувањето на новиот папа било во времето на папата Францис. Всушност и папата го назначил за кардинал во 2023 година, ако не се лажам. Бил кардинал само 2 години пред да стане папа. Реална состојба е она што знаете, кога влегувате, велат, кога влегувате во конклавата за избор на нови папи, сите влегуваат како папи, излегуваат како кардинали, со тоа што станува само еден папа. Така што не е нешто изненадување, меѓутоа очигледно направен е одреден компромис во изборот на папата, што би рекле Господ веќе го избрал папата кога влегуваат во конклавата, само Светиот Дух треба да им го покаже патот кој е тој за време на изборот. Очигледно овој пат многу брзо им го покажа Светиот Дух патот кон личноста која ќе биде нов папа. Така што да, очекувано, затоа што оној евроцентризам што постоеше во коледжот на кардиналите, папата Францис го смени со назначување на кардинали од различни делови на светот, од Азија, од Африка, од Јужна Америка, така што резултат на ваквата разноликост на коледжот на кардинали го донесе новиот папа на тронот на католичката црква и на градот држава Ватикан. Интересно за новиот папа е тоа дека тој е роден во Чикаго во 1955 година, што значи дека е релативно млад, да. 69 години. За папа е релативно млад. Тој својата рана кариера, нели, свештеничка ја поминал во редот на Свети Августин. Тоа е, ако за предходниот папа важеше дека е језуит, овој папа е августинец, но тоа се два реда со многу слична идеологија, би рекле некои со кои го истакнуваат социјалниот карактер на црквата. Генерално сите редови се повеќе или помалку на линија на верата, мислам на начинот на исповедување. Работата е во дисциплината, работата е во учењето кое го следат во теолошкото нивно действување. Од една страна ги имате августинците кои вистината ја бараат преку Бог, низ филозофија, од друга страна ги имате језуитите кои го бараат низ образованието, дисциплината и посветеноста на Бога и мисионерството, така што се преклопуваат. Меѓутоа, вистинската слика за она што папата ќе го направи, ќе го добиеме во текот на неговиот понтификат. Всушност ќе видиме кој пат го избрал. Во Ватикан при изборот на новиот папа се прекашуваат две струи во контекст на
делувањето на католиците, на католичките кардинали. Едната беше конзервативната, која исклучително оштро го критикуваше за папата Франциск, велејќи дека ги напуштил основите на учењето на црквата, дека бил премногу либерален. Премногу либерален, дури Џорџ Пел, еден од кардиналите кој беше обвинет за сексуално злоставување на децата, го нарече жива катастрофа, иако го водеше економскиот совет за реформи на она што значи финансиското работење на Ватиканската банка, односно финансите на Ватикан, така што таа струја америчката особено јака во контекст на конзервативниот дел од кардиналите во Ватикан, не го посакува Франциск затоа што стави ред во трошењето и врз основа на неговото разбирање на папството и неговото разбирање на теолошкото учење, беше папа кој беше понизен папа, кој беше во основа наклонет кон сиромашните. Церемонијалниот обред на чествување на верата го промени во непокажување на она што значи богатство и она што значи луксус во представувањето пред верниците. Беше многу обичен, многу што би рекле понизен. Направивме цела анализа за него пред само една недела. Јанкуловски, папата Франциск го избра името Франциск по Свети Франциск, односно еден светец кој е посветен на сиромашните и тоа како да им помогне нив. Светец кој е на екологијата, кој зборувал со животните и бил посветен на екологијата, тоа им беше правецот на делување на папата Франциск. Овој папа го бира името Лав 14, многу интересен феномен, затоа што папата пред него, со истото име, Лав 13, е многу важен во католичката историја. Тој е папа од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век и е познат по тоа што ја модернизира црквата, ја прилагодува за индустријската револуција и ја подготвува за новиот систем во Европа, а тоа е капитализмот, односно го напушта тој феудален карактер и некако ја пренасочува во новиот систем кој доаѓа. Дали може би папата Лав 14 има сега мисија да ја модернизира католичката црква пред оваа технолошка револуција, пред оваа индустриализација 4.0 со технолошки развиток, роботика, вештачка интелигенција и така натаму. Познавајќи го Ватикан како функционира и како функционираат одредени делови на Ватикан, посебно во медиумскиот дел, ќе видите дека се многу понапред од дури некои светски врвни медиуми во поглед на информирање, во поглед на дигитализација, во поглед на сето ова што го носи современата техника, така што тука мислам немам дилема дека Ватикан во тој дел и троши пари и вложува во тоа, така што не верувам дека е, меѓутоа едно се заборава дека неговото име е меѓу 5 најчесто бирани имиња на папите вообичаено, или ги земат од некој светец или од некој поранешен папа. Овој се одлучил за Лав, наследник на Лав 13, Лав 14, што предпоставува дека е силен во време на криза. Тоа би било значењето на она што го носи името. А сега ете како има светот криза. Меѓутоа, забораваш дека папата Лав 13 доаѓа во време кога се обединува Италија. Тој е папа во периодот 1878 до 900 година, кога папата се повлекува во Ватикан. Тоа се доброволно, што би се рекло, заложништво, кога ја губи папската држава, односно се обединува Италија и делува во рамките на она што денеска со Латеранскиот договор е градот држава Ватикан. Во основа неговото изолирање во тој дел на папската држава, односно сведувањето на градот држава Ватикан, придонесува да
во 29-та година се склучи Латеранскиот договор со кој се регулираат односите меѓу Ватикан и италијанската држава, така што овој папа е делувал во исклучителни услови кога државата биле одземени атрибутите на државност, меѓутоа време кога папската држава, односно Ватикан, развива широка дипломатска активност во поглед на испраќање и примање на дипломати. Така што ќе видиме во која насока ќе тргне неговиот понтификат и дали ќе биде продолжение на она што папата Франциск го започна во поглед на реформата на куријата е завршено, меѓутоа реформата во определени сегменти на учењето на црквата кои беа дочекани на нож од страна на конзервативците во Ватикан. Интересно дека по образование новиот папа е дипломиран во областа на математиката. Да, а завршил канонско право. На Виланова универзитетот во Вирџинија, тоа е католички универзитет, односно основан од августинците, редот на кој тој подоцна припагал, потоа магистрирал канонско право. Интересно за него е дека, како што и самиот кажавте, од папата Франциск брзо напредувал ново Перу, каде што живеел практично од 1985 година. Повеќе би можел да се идентификува што Северноамерички. Со Јужна Америка од со Северна Америка, дотолку повеќе што станува збори за папа кој претходно се спротиставувал на политиките на актуелниот американски председател Доналд Трамп, особено во делот на енвајрментализмот, односно во делот на заштитата на животната средина и во делот на односот кон миграцијата. Што значи на линија на папата Франциск. Да, истата линија со папата Франциск во однос на овие две значајни прашања за Западот. Точно. Како ќе тука е најнапаѓан, можеби не за екологијата, меѓутоа за прашањето на мигрантите е многу напаѓан од конзервативниот дел на Ватиканското свештенство, посебно кардиналите, исклучително напаѓан, затоа што дури некои сметаат дека во основа ги отворил вратите на Европа за бегалците, односно за мигрантите да влезат. Тоа беше папата Фрања. Папата Франциск, така што продолжувањето на на неговиот курс на делување во поглед на тоа, ќе видиме, се зависи од тоа која насока ќе ја заземи во поглед на неговото делување во време на неговиот понтификат, затоа што Франциск, определувајќи се за име на светец, кој бил токму тоа, во основа го определи неговото действување во неговиот понтификат. Интересно е дека по потекло и тој, исто како и папата Франциск, има своевидно италијанско потекло, особено по линијата на неговиот татко, додека мајка му е од Доминиканската република. Интересни факти за новиот папа, еден од најзначајните политички фактори во светот. Председателот на Америка веднаш го поздрави изборот на новиот папа, гоец што доаѓа од Соединените американски држави. И рече дека очекува да се сретне во однос на понтификатот. Доналд Трамп предизвика низа скандали во изминатиот период, особено оној во кој практично преку вештачка интелигенција Белата куќа објави слика генерирана од вештачка интелигенција на која се гледа Доналд Трамп облечен како папа и едноставно се шегува од Белата куќа со оваа позиција на ваков начин. Оваа фотографија беше дочекана со грозење во католичкиот свет. Тоа е прво, што едноставно има некои работи со кои не е убаво да се шегуват, особено кога знаете дека таа позиција е толку важна за... Гласачкото тело е 50 и колку 3-4% католици се. Католици во Соединените американски држави, и на изминатите избори мора да се каже дека католиците одиграа значајна улога
гласајки за Доналд Трамп, поголем дел од нив, иако неговиот против кандидат беше само вториот католик председател на Соединетите Американски држави. Џозеф Бајден е единствениот католик кој ја водел Америка по JFK, односно Кенеди. Имаше вчера еден интересен подкаст каде што вели дека новиот папа бил републиканец во основа, припадник на републиканската партија и во Соединетите Американски држави и прашува дали вика тоа ќе следи политиката на Трамп во поглед на бегалците, на мигрантите. Тоа е смешно да се зборува, но она што е интересно е дека Трамп и конзервативните католици од САД имаат друг фаворит. Кој им беше фаворит? Ми се чини од Њујорк, кардинал. Тимоти, како се викаше тој? Не го памтам името. Тие рачунаат дека, меѓутоа очигледно дека не победи фаворитот на Трамп за папа. Да, не победи ни едната, ни другата страна на делувањето на кардиналите, туку е најден некој компромис. Вајде, како што кажав, Господ веќе го има избрано, само требало да им го покаже. Светиот дух Требало само да ги води. Види, може да зборувате вака или онака за Светиот дух кој таму го бира папата, им го дава паметот во конклавата, но една работа е јасна. Светиот дух очигледно многу се разбира во политика. Апсолутно, мислам. Кога ќе видите како мудро и вешто ги носат тие одлуки, каде што не сакаат да направат никаков дисбаланс во светот, и сега видите, дури и поврзаноста со Јужна Америка. Некој ќе рече, сега претходниот папа беше од Јужна Америка, овој повторно доаѓа од Јужна Америка, служел таму, живеел таму од 85-та, независно што е американец, на никој нема тие ДНК точки да му ги мерат. Што е суштината? Јужна Америка, за разлика од Европа и за разлика од САД, е вистински посветена на религијата. Апсолутно. Во Европа и во САД имаш огромен раст на атеизмот, огромен, се помалку луѓе одат во црква и така натаму. Тоа беше идејата на папата Франциск, затоа велат папа кој се движеше по периферијата на светот, обидувајќи се црквата да ја направи глобална, таму каде што има верници, таму каде што стварно во Јужна Америка има огромна база за верници. И кога ќе ги видите апостолските патувања, ќе видите каде се движи папата. За разлика од дали воопшто замина во Европа, освен во Европскиот парламент 2 пати, ми се чини кај што одржа говор и толку едноставно разочаран од тоа дека се напуштаат традиционалните христијански вредности. И во надворешната политика ќе видите дека одеше да прави, што би рекле, непринципиелни или принципиелни коалиции, како сакате, со држави кои се грижа за заштита на христијаните во деловите на светот кои беа погодени од конфликти, посебно на Блискиот Исток. Така што ќе видите дека и новиот папа, верувам дека ќе продолжи на иста линија со оглед дека доаѓа од јужноамеричкиот континент, така што меѓутоа и кога ќе видите неговиот развој, како се движи, ќе видите дека е многу повезан со делувањето, односно понтификатот на папата Франциск. Да, е. The Vatican described, Ватикан го опиша Лав како првиот папа од редот на Свети Августин и вториот папа од Америките. Нели, сега не знам како би го преведел ова Americas. Да, Америките. По папата Франциск. Тој е исто така првиот северноамерикански папа и првиот папа роден во Америка. Меѓутоа да не заборавиме првиот папа кој е граѓанин на Перу и на во исто време првиот папа со двојно државјанство од Перу и од Соединетите Американски држави, првиот англо говорен папа од после Адриан IV од 12 век и првиот што се вика Лео по Лео 13 кој бил од 1878 до 1903, завршувало неговото папување негде околу Илинденско востание, и првиот папа кој е роден по Втората светска војна. Да, релативно млад папа. Интересни факти, нели,
За него меѓутоа, знаете, кога ќе каже од редот на Свети Августин, во рете се работеше за папата Франциск за језуит. Ако знаете кои се језуитите, они се војници на Бога, посветени на верата. Меѓутоа, гледате, последните начини на кои беше оценувана понтификатот на папата е дека е премногу либерален, дека оди надвор од учењето на верата, надвор од Евангелието и слично. Така што доставиме сепак да видиме каков печат ќе остави новиот папа во текот на својот понтификат. Во 2012 година станал и приор генерал на редот на Свети Августин. Тоа е веројатно прв човек на редот на Свети Августин. Не знам. Поврзани се со редот на језуитите, како изгледа тоа? Сите се во основа повеќе или помалку различно е, не е различно теолошкото учење, меѓутоа различно е начинот на кој се движат во верата. Овие се језуитите посветени на образованието, дисциплината и она што значи мисионерството, ширењето на верата. Овие се посветени на учењето на Августин, односно барањето на вистината преку филозофијата и љубовта. Но кога сме кај језуитите, од кај што доаѓаше папата Франциск, требаше да имаме конзервативен папа, мислам, вистински конзервативен. Да. А зошто, ево, ова ме интересира, јас сум го читал негде, нели, првиот човек на језуитите на тој ред во моментов е, не знам кој е, не се сеќавам, еве го, Артуро Соса, кој бил избран во 2016 година, тој е 31-ви супериорен генерал, односно прв човек на језуитите на тој ред, од каде што доаѓаше Франциск, не овој папа, но зошто понекогаш го нарекуваат црниот папа, односно Black Pope? Затоа што иако тој не е папа, нели првиот човек на језуитите, но толку ли е моќен во католичкиот свет, па до таму, или тоа е некоја... Вистинската моќ е кај папата, мислам, да бидеме реални. Во теоријата вела дека се работи за апсолутен монарх. Покрај она што тој е поглавар на католичката црква, да се разбериме, тој раководи со градот држава како апсолутен монарх, со тоа што не наследен монарх, туку монарх кој се избира во конклавата од страна на кардиналите, така што реалната моќ е кај папата. Ќе видиме во која насока ќе се движи и реформата на куријата, ќе видиме кој ќе биде новиот државен секретар, исклучително секретарот за односи со државите, Галагер, дали ќе претрпи измени во куријата, структурата во куријата, сето тоа допрева ќе гледаме и ќе видиме во која насока ќе се движи. Се уште е рано, мислам, вчера го избра, денеска ми се чини ќе држи миса, така што стварно е премногу рано за да донесуваме заклучоци во која насока ќе се движи. Еве, редот на Свети Августин, од кој што доаѓа новиот папа, е нели исто така религиски ред на католичката црква, машки ред, формиран во 1244 година, откако неколку различни вакви помали редови се споиле во Тоскана регионот и го основале правилото на Свети Августин, напишано од го усвоиле практично како свој правилник, напишано од Августинот Хипо во 5-тиот век. Тие се познати како августинци, така ги нарекуваат, и за прв пат нели во историјата имаат папа, иако покажувале многу, во момент имаат 2616 членови, од кои 1852 се свештеници. Ова е во 2020 статистика. Она што за овој папа знам сигурно е дека
неговиот став во поглед на абортусот, кој е исклучително прашање кое во Америка знаеш дека е отворено се уште се кршат копија околу тоа прашање. Во поглед на папата Францис беше јасен за тоа дека го споредуваше да се работи за еутаназија на плодот и дека смета според учењето на црквата дека не е дозволено во поглед на контрацепцијата, и тоа сметаше дека не треба да се користат вештачки средства за контрацепција, туку треба да се користи природниот начин на она што значи планирање на семејството во тој контекст, така и што е природен начин? Па да, броење денови кога може кога. Природна контрацепција, да. Со тоа што многу слично размислува и новиот папа во поглед на абортусот, така да ќе видиме премногу сличности, ќе видиме каде ќе однесе. Исто тук доаѓа за прашањето дали ќе го разреши прашањето за целибат од папата Францис, премногу политизирањето го остави на страна за зашто што да станат како нашиве, да може да се женат поповите? Па има одредени размислувања. Затоа што нашиве постои една статистика дека токму поради тоа што може да се женат, токму ради тоа имаат желба за мерцедеси да купуваат, знаеш. Иначе зашто е убава кола ако не се... Тоа е световниот, духовниот е сосема инако. Да. Тука е... Мислам дека ако почнат католиците да се возат таму Италија, кои ќе почнат да фрчат Ферари, Масерати, они ги имаат најлуксузните коли, најдизајнерските коли на светот. Папата Франциск токму тоа го смени и во начинот на него, како пример го даде на останатите да се однесуваат скромно, да се однесуваат понизно, едноставно да не го покажуваат богатството со кое Ватикан располага, да бидеме реални. Така што тука е прашањето нормално на она што папата го возможи причестот на разведените католици во граѓанска постапка, затоа што нулирањето на бракот, болесни нулирањето на бракот во црквата. Така што има многу прашања за кои ќе треба, и она централното за она што со години, со деценија теси католичка скандалите со злоупотреба на малолетни деца за од по спотлайт, односно од по објавувањето на аферата во Бостон Глоб. Има вистина. Папата тоа ги отвори, мислам, ја даде можноста да бидат процесуирани случаите. Тоа беше еден скандал кој се уште нема добиено целосна развршница, затоа што внатре во католичката црква беа детектирани педофилија и сексуални злоупотреби. Има и многу други. Не, тоа е еден од големите. Ја додека бев кардиналот Пел исто го обвинува за тоа, па доаѓа, знам, имаше видеоконференција, го испрашува обвинители, ги направи достапни на судовите, да може судовите кои ја терат постапката да може да делуваат, да ги спрашуваат, ако не се лажам, замина за Австралија, докажа, меѓутоа судот во Ватикан повторно го истражи случајот. Еден кардинал, ми се чини, беше процесуиран од самиот Ватикански суд, така што да, тоа е нешто што велеа дека папата претходниот Бенедикт 16 во основа се повлече затоа што не можеше да одговори на напливот на барања во контекст на справувањето со сексуалното злоставување на малолетни лица од страна на свештеници на црквата, и дека тоа му го препушти на папата Францис. Ке видиме во која насока и како ќе одговори овој папа во тој дел. Специјално папско издание на Утринско еспресо на Радио Лидер, почитувани слушатели, со нас професорот Звонимир Јанкуловски. Не заборавајте да се претплатите на нашиот канал на YouTube. Ни фалат уште многу малку да стигнеме до бројката од 10.000, што значи дека ќе бидеме во 10 на 15, 20 највлијателни медиумски канали во земјава, што е навистина важно. Имаме поздрав од Виница.
Поздрав до професорот, вели Славе Пејковски, многу е медиумски актуелен во последните 24 часа, редовно го следиме. Кога се бира нов папа, у Македонија имате избор од 2-3 нешто да ги прашате за папата. Еден од нив, тие од католичката црква не ни сакаат да доаѓаат затоа што сега ќе се смета, нели, за мешање, така што мора да најдеме некое вакво решение. Трајан Велков, добро утро, поздрав од Италија, Пијаченца, поздрав назад до Пијаченца. Во Пијаченца веројатно го славите изборот на новиот папа. Професоре, вие бевте во Италија. Како Италија ги прифаќа овие одлуки да не е папа италијан? Затоа што италијаните се сметаат себе си дека католицизмот е практично нивниот извозен продукт кон светот и е суштината на нивното влијание кон светот, и сега кога доаѓа некој кој не е италијан, малку ги повредува ли тоа или... Не, тоа е врховен поглавар на католичката црква и тоа... Па ја видовте како се вика, амбиентот го видовте вчера пред... Но италијаните го сметаат католицизмот за своја културен феномен. Па добро, сега да бидеме искрени, католичката вера, познавајќи ја мокте и познавајќи го глобалниот карактер на верата и начинот на кој е организирана католичката црква, бидете сигурни дека Ватикан е сепак дел од... Помоќе не Ватикан од Италија или Италија од Ватикан? Затоа што Ватикан е де факто во Италија. Па, малецок е вака, кога ќе видите, велат, тоа е единствена држава која може да ги заклучи вратите навечер. Да. Знам дека имаше една интересна изјава на градоначалничката тогаш на Рим во контекст на главните проблеми. Чекај, во Обединети нации членува Ватикан? Не постојана членка е, иако 76-та година имаше економист објави еден текст во кој бара да Ватикан не може да биде прифатен како, знаете, теократска држава. Секогаш, па и тука е прашањето дали е држава, сега теоретски ако влезиме да објаснувам од меѓународно правен аспект за субјективитетот на Ватикан на Светата столица, затоа што Светата столица е таа што истапува во меѓународниот промет во односите со државите, во меѓународните. Не имаме склучено признанието, билатералното признавање на двете држави е меѓу Македонија и Светата столица, иако председателот Иванов милуваше да кажува Светиот престол, меѓутоа официјалниот дел е Светата столица, и тоа е во основа Светата столица е она што обезбедува административната власт на градот држава Ватикан. Ако почнам да објаснам, тоа е многу сложено, дури и за меѓународни правници, кога се размислува за субјективитетот на и Светата столица и градот Ватикан, е доста замрсено прашање. Добро, но интересно беше што бара да се сведи на во економист, бара да си го најди местото не како непостојана членка на на Обединетите нации, туку како невладина организација. Меѓутоа сегде и верувајте, нивните нунци, оние кои се акредитирани таму, се многу активни и едноставно имаат коментар за се. Интересно, ние го забележавме овде во оваа емисија, тоа што на погребот на претходниот папа, но нашата председателка Гордана Силјановска-Давкова беше поставена под буквата М како Македонија, а не под буквата Н како Но од Македонија. Значи, али па кога ќе видиш на италијански, односно на латински Македонија ди Норте, тоа значи дека пак под М доаѓаме и со новото име. Како и да е Македонија во Ватикан е има она, како се вели, го има оној наратив кој ние го представуваме како колевка на цивилизацијата, како колевка на духовноста, каде што Светиот Павле дошол, така што немаат некој голем проблем со нашето име, немаа ни тогаш, верувам немаат ни сега. Мислам и папата беше јасен во дистинкцијата меѓу македониците и бугарите, македонската и бугарската држава. Папско понтификатско издание на утринско еспресо на Радио Лидер. Урби et Orbi, одиме на една кратка пауза за реклами, по која се враќаме да проанализираме што може да донесе новиот папа за Македонија. Ние со европскиве папи немаме толку многу среќа,
За прв пат ни дојде овде јужноамерикански папа по години и години, претходно веројатно последен папа кој бил... Папа никогаш не дошол во Македонија и едноставно... Па Свети Павле кој одел натака. Свети Петар. Светиот Павле сосема друга приказна, меѓутоа папа... Да. Така Свети што првиот папа и последниот папа се предолго има дојден. Исклучок од правилото на нивните апостолски патувања беше Македонија и во тој контекст и Албанија. И дојде папата Франциск овде, нели претходно последниот папа кој дошол беше веројатно, па не, можда имало некој средновекови, немало. Кој сме биле една црква таму со нив. Немало, све е запишано. Во време на цар Душан нели дошол некој? Не, се е запишано во Ватикан, немало. Да имало ќе знаев. Значи, знаев. Свети Павле како прв папа и после папата Франциск како еден од апостолите. Да, Свети Павле како апостол уште не бил папа кога дошол овде. Па ќе видиме, можеби сега со овој следниот папа да не претеруваме. Ќе дојде во Македонија. Да се надеваме. Значи, само да не претеруваме и да... Па доколку наши одлучат да раскинат со Цариград и да станеме унијатска црква во склоп на Ватикан, мислам дека папата ќе му биде чест да дојде овде, но тоа зависи од тоа колку нашата црква би сакала да отвори вакви табу теми за кои може да слушнете наредната недела во црквата. Љупчо Златев, анатема. Дојче Веле пишува: папата Лав 14 е лав на центарот. Лево, десно и центар. Да, значи он не е ни ваму ни таму, односно... Да е компромис меѓу двете стои во Ватикан. Ценет бил и од прогресивците и од конзервативците. Епископот не треба да биде мал принц. Тој во своето служење, во своите пишувања многу ја нагласува понизноста на епископската функција, како во оваа изјава која ја дал минатиот месец, во која вели, цитирам, како што повеќе пати не подсети папата Франциско, епископот е повикан да служи. Неговиот авторитет е службата. Тој не треба да биде мал принц кој седи во своето царство. Наместо тоа, тој е повикан да действува автентично и понизно, да биде близок со луѓето и на кој им служи. Тој треба да ги тоа се зборови на Франциск. Придружува, да страда со нив и да бара начин како подобро да ја живее по раката на Евангелието помеѓу луѓето. Професоре, пред паузата јас се пошегував, а мојата шега може да заврши со една православна анатема. Се уште постои таа екуменска како се вика комисија која со години, стотици години преговара за повторно спојување на католичката црква со православната црква. Инаку официјалниот назив на православната црква е исто така соборна, односно на латински католичане, што повторно значи католичка. Значи не е поделбата на католици и православни, туку на православни и Ватикан, но затоа што во официјалниот назив на Цариградската патриаршија, да речеме, доколку го преведете повторно ќе видите терминот католичка и во не. Па добро, папата Франциск беше тука посветен на тоа екуменско единство, мислам прв папа кој направи, кој оствари седба со рускиот патриарх во Куба, ми се чини 2016 година, се обидуваше да ги... Со Цариградскиот веќе редовно, од 70 па навака редовно се гледаат. Се обидува да ги отвори каналите на комуникација, меѓутоа очигледно има многу нерешени прашања. Само поправо во микрофонот, ако може. Многу нерешени прашања кои мора да се надминат, кои мислам... Кои се бе тие нерешени прашања? Тоа, ке си прашаш теолози, ке викнеш, ја не сум по тие работи, меѓутоа прашањето е секогаш кој ќе биде понтифот, односно кој ќе биде... Кој ќе биде главен, ние немаме понтиф. Начинот на организација на православните цркви е различен за разлика од строго централизираната католичка. Така што има многу и во начинот на обредот, и во има тоа. Добро, имаат источен обред и во католичката црква, да речеме во Украина го има тоа.
во унијатските цркви и во Македонија имаме две унијатски цркви. Меѓутоа да го оставиме тоа на теолозите да си го решат, затоа што она што се обидувам Ватикан, не го размислувам како, сепак сум правник, меѓународен правник, го размислувам од аспект на она што од аспект на држава и на тоа какво влијание ќе има во надворешната политика. Околу верата си има, знаете, кој заминувате од дипломатија, посебно во Ватикан, не размислувате за црковна дипломатија. Но ќе се согласите дека многу поинтересно за нас би било доколку ние сме под папата, па кој ќе се бира папа, тоа ќе биде интересно. Замислете дедо Петар да се квалификува за папа. Тоа ќе биде првиот папа што има телевизија. Тоа ќе викнеш некој од владиците, има доста образовани млади владици кои мислам би ти биле изворедни соговорници за ова прашање. Да не одам ја по линија затоа што можам да бидам многу лесно наречен еретик. Тоа не знам. Да, сум православен христијанин, венчан, крстен, уште погребан ми фали за да ги завршам нели сите обреди. Конечно. Имаш време за тоа, не бе се. Мислам. До сега 2 од 3 имам завршено, крстен сум и венчан, ми останува уште да почекам младци за последниот. За 3 клучни обреди. Не сум се еднаш 2 пати мислам дека си имам и причестено. Еднаш на Света Гора, еднаш овде. Така интересно. Така што сепак ќе си викнеш, има стварно добри соговорници, владиката Пимен е исклучително интересен како и соговорник и како човек познавач на овие работи. Знам, доаѓаше за чествувањето на 24 во Рим, папа свештеник владика кој е доста модерен во тој поглед, така што топло ти го... Ако се споиме теоретски... Топло го препорачувам како соговорник за радиото. Знам, на емисијата ако водев, сакав да го имам како соговорник, што стварно извонреден е. Доколку се споиме со католициве, Пимен како млад би имал шанси, тој е помлад прилично, би имал шанси еден ден да стане папа и биде првиот папа од Ресен. Ако имаме сега прв папа од Перу. Не претеруј, дај да се вратиме на темата. Прости ми Боже, не знам што зборувам. Се враќаме. Не си наспан. Да, се надевам дека Светата црква ќе ми ги прости овие гревови, што еве само што избра нов папа, јас веќе сакам да има нов. Да, во Москва се случува парада, пристигнаа многу бројни светски лидери, од Европа има 2. Тоа се Александар Вучич и Фицо од Словачка. Единствени европски лидери таму се тие 2, другите малку потешка работа. Пристигна и Кси Џипинг, тоа е кинескиот лидер, има своевидна Мадуро е таму од Венецуела, има своевиден отпор поради руската агресија врз Украина да не се оди на овој настан. Од Македонија не отиде никој, освен по покана на Комунистичката партија на Руската Федерација. Таму е Димитар Апасиев, вчера држеше говор пред 15-20 пензионери во еден парк во Москва. Добре, тоа е нешто. Само тоа да можеме професор ја и ти да отидеме на Хайд парк да држиме говор за било што, мислам дека повеќе луѓе ќе собереме. Не, сигурно за Хайд парк да. Да, посебно да ја чујат со вакви идеи што му видиш да знаеш. Мислам дека ќе има интерес. Првиот ресенски папа. Ќе има интерес, така што. Да, знаеш, но сепак како да кажам, интересно гледиште ова. Мислите ли дека војната во Украина веќе ми се приспа и гледаш Господ гледа и века еретиков, време е малку да го успиеме да не збори глупости. Мислите ли дека војната во Украина може да привршува полека? Трамп беше активен, но потоа крена раци и тој. Па да, мислам дека се исцрпени више и средствата, очигледно дека
и начинот на кој па и светот и Европа веќе се однесува кон војната, гледаш, веќе не е ни тема број 1 во светот порано, така што мислам дека привршува и дека да се надеваме дека ќе се најде мирно решение на конфликтот и дека ќе заврши, затоа што очигледно светот е потресен од тоа што се случува и се менува. Ваква поделба во светот не е видена одамна, барем не во после Втората светска војна. Еве и каква е улогата на религијата во таа војна? Гледаме дека Руската православна црква прилично пропагандно делува таму, но и од друга страна мора да се нотира дека нели унијатското движење е прилично моќно во Украина. Не би исклучувал никогаш религијата, тоа е она и што го кажувам често, дека знаете, дипломатијата воопшто не е наклонета кон религијата, кон учењето на верата и се обидува да ја тргне на страна, иако гледаш дека и војните кои се водат, барем во последниве години, повеќе наликуваат на верски одошто на војни кои се за други цели. Во Сирија, ако сакаш, на Блискиот Исток, во Израел, еве и војната во Украина, гледаш каква подршка има од страна на црквата. Така што да, верата играите како влијание во разгорувањето и во па ги имавме новија простори, да бидеме реални, во контекст на случувањето во 90-тите години и кај нас 2001 година. Така што не би исклучил воопшто во контекст на војните действија кои се случуваат во светот. Нека ни е чести денот на победата над фашизмот, или денот на Европа. Па да сега на запад се користи the V-Day, the Victory Day, the V-Day. Нека ни е чести денот, односно денот на победата, во кој што македонскиот народ многу јасно и недвосмислено имаше зацртано на која страна е во целата таа војна. Сега тоа ни носи проблеми денес. И кои беа целите на беа создавање на македонска држава, која еве сега и ја имаме, и сега колку сме задоволни од неа, тоа е друга работа, но де факто ја имаме. Сега проблем со соседите ни носи тоа што за разлика од нив не е јасно и недвосмислено. Си заземавме страна, тоа беше страната на антифашизмот. Да. И тоа многу порано, многу рано е развиено антифашистичкото движење во Македонија. Светиот Дух одлучи мене да ме заспие. Да, тоа значи дека треба да привршуваме. Исто како што Светиот Дух вчера одлучи дека папата Лав 14 треба да биде. Не одлучи Господ да реши, а Светиот Дух само им го покажа патот. Го покажа патот. Да не. Јас сепак сум православен, затоа што теолошки ја ги делам Отецот и Светиот Дух и Синот, за разлика од католичката црква кој или не, како беше, не знам кој ги делеше, кој не ги делеше. Премногу се замараш со теолошки прашања. Не знам дека тоа беше главната разлика за Отецот, Синот и Светиот Дух. Некој ги гледа паралелно, некој ги гледа као една во три различни изданија, не знам кој како гледаше, сега не сеќам, и второ беше околу Дева Марија и нејзината улога во целата работа. Тие две работи се клучни проблеми, што реално мислам ние со Србија за политика успеавме да се договориме, па сега за овие теолошки прашања може на средина за теолошки да потешко ќе се договориме, отколку за политички. Очигледно колку векови мислам трае тоа од шизмата. Стварно е многу ирационално и до години не да се расправаме за Отецот, Синот и Светиот Дух, дали се една енергија поделена на три или три различни енергии. Мислам, нема логика. Доставиме тоа теолозите да го кажат. Мене ми е многу ирационална дебата. Ја мислам дека си печен за ваков муабет, меѓутоа со човек кој се разбира. Па може да викнам еден католички, еден православен. Да, нема да дојат, а? Не, зашо би ги водиш посебно разговорите. А може да... Мислам дека црковните прашања најлесно ги решават. Да ги оставиме на црквата. Да. Може Пасиев треба да го викнеме за овие прашања. Па добро,
учењето на Пасиев е дека религијата е дрога за широките народни маси. Опиум на народот, да. би рекол Маркс, што и дава една проблемот кај нас е што се уште ќе завршиме јако нели како се вика благонадежен експерт во односта на политичката економија. Морам да ви кажам дека Карл Маркс во Југославија го има погрешно преведено. Тоа знаеме, не преведено, туку толкувано учењето што е негово. суштината? Карл Маркс вели религијата е опиум на народот, што значи дека народот сам си го произведил, нели тој опиум, тоа е на верувањето, за да си го олесни, да си го рационализира тешкиот живот кој го живее. Од друга страна, кај нас го певеле на македонски, случајно или не и на руски е погрешен преводот, како опиум за народот, односно дека некој му ја дал на народот религијата да му биде опиум. Суштината е дека е на народот, не е за народот. Затоа што народот самиот си ја произвел и така натаму, но за Карл Маркс ќе дискутираме друг пат со можеби некој друг, не знам колку има во Македонија. Цуцуловски. Па Цуцуловски е веројатно последниот жив марксист. Да. Кој не премина у пазарно стопанство. Исклучително добар соговорник би ти бил. Сите други се видиш, може да го поканиме. Да, може да го сите други не отидоа некако у пазарно стопанство, он е се уште на таа линија. Да. На марксизмот. Јас не сум достоен марксист, исто како што не сум достоен христијанин, затоа што и јас малце тоа ортодоксно марксново учење за многу работи не го прифаќам и сметам дека... Да, меѓутоа си релативно на линија. Па не, Маркс е добар... Оно што ја го имам читано на тебе... Да, Маркс е добар на линија за анализа, но на линија за наоѓање решенија е ужасен. Тоа е мојата позиција и сега од таа позиција... Јас сум на една позиција дека како алатка за анализа на социјалните промени, на економските движења и така натаму, никој подобро од Маркс не ги согледал работите, но комунизмот не е решението, тоа е проблемот. Комунизмот никогаш не било решение, меѓутоа тоа е погрешното толкување на марксизмот. Да, тој нигде не ни вели дека комунизмот е решение, освен во манифестот на комунистичката партија кој го пишуваат заедно со Енгелс и кој е единствениот памфлет практично на Маркс, све друго може да влезе во научна литература. Меѓутоа и државата каде што тоа требало да се случи испаднало сосема поинаку во сосема друга држава. Прашен Златев, кај ти агим на боледување, поздрав од Вилица, поздрав до професорот. Тоа е тоа. Ово утро завршуваме тука негде. Почитувани слушатели, останете со нас, се гледаме повторно во понеделник. А каков е тој муабет за вера ако не заврши со Маркс?